И до крајот на денешната емисија најавуваме само убави настани, имено филмови, музички перформанси, изложби, работилници на различни теми и оваа година се дел од Сакура фестивалот на јапонска култура. Каква е програмата? Да знаме од нашите соговорници. Велам добро утро за Билјана Кучевска и Јан Станков. Добре ни дојдовте. Добре најдовме. Ситно броиме до почетокот. Еве го 1 јуни, подготвено ли е се за новото издание на Сакура? Па знаете, кај нас цело време до последен момент се подготвуваме, иако ние малце така јапонски ја земавме работата, почнавме од август уште да се спремаме, но сепак не работиме со јапонци и секоја работа мора да се турка и да се чека многу и многу имаме чекање со бидејќи имаме многу како што кажавте, голем број на учесници. Така се спремаме. Уште до сабота се спремаме. Ајде да им кажеме и детали на нашите гледачи. МКЦ е местото каде што ќе се реализираат сите настани, но темата е многу убава и многу актуелна во денешно живење, природата, одржливост, односно како да учиме од источната култура да почитуваме и да живееме во склад со природата. Идејава за фестивалот дојде од еден збор Мотајнај, кој што е јапонски, значи рециклирање и рекористење на некои други ствари, како што може некој да ги види како ѓубре, ние ги гледаме како да може да го искористиме, да го рециклираме и повторно да биде корисно. И тргнавме од тоа и видовме дека е многу актуелна тема е екологијата и природата за сега и сакавме тоа да го инкорпорираме и да видиме што може од Јапонија ние да научиме и да го представиме во нашето општество. Она што е најневеројатно кога веќе ја споменавме Јапонија, е земја каде што и вековните традиции обстојуваат заедно со технолошките иновации. И сега, доколку ги напишете само, доколку сакате да ги дознаете само дел од последните технолошки иновации, ќе најдете електрични автомобили, робот куче во војска, весници од рециклирана хартија, но сето тоа е во дослуг со природата. Тоа е најневеројатното во целата оваа приказна. Знаете, јапонците, тоа што не го гледаат човекот како да е нешто различно од природата, и тоа го инкорпорираат и во технологијата. И интересно беше, ние и претходната година темата ни беше технологија. Поради тоа што сакаме да ги покажеме сите тие аспекти, дека они и таа традиција ја користат во самата технологија, на тој начин се многу постабилни и постабилен им развојот и растот, бидејќи мислат на сите тие ствари. Некогаш кога гледаме кои се негативностите на јапонците, сметаме дека можеби тоа што се премногу се оди по процедура, премногу имаат администрација, за се има пропис како што ќе биде, но тоа ги прави да бидат функционални и секогаш кажуваме дека може од нас да научат да бидат пофлексибилни, но како што гледаме пак е некој успех тоа и се успешни и во технологија и во одржливост. И затоа ќе имаме тука, сега ќе разговараме на еден панел со јапонци за тоа како они во секојдневниот живот ја почитуваат природата. Ќе имаме и со Мекс докторант кој што завршил во Јапонија, кој што ќе ни кажува како таму во нивниот урбанизам, архитектура ја користат одржливоста. Ќе зборувам исто за Мијазаки филмовите кои што се многу познати, аниме како он цело време збори за природата, а покрај тоа саме веќе каже Јан понатаму како што се имаме друго од природата. Програмата 45 настани со над 200 учесници, како е тоа се концепирано? Сака тргнавме од идејата да ги споиме сите култури на едно место и од тука затоа имаме многу широка програма со се од мода до уметност, до гейминг, до музика. И ние тргнавме да ги видиме сите аспекти од културата и да ги поврземе на едно место за луѓе кои што, например, никогаш не биле поврзани со некој аспект од културата, например, со мода, да може да видат и да може ќе станат љубители на истата. И со таа цел ние пробуваме да ги врземе сите и поради тоа и толку обемна програмата.
Кога ги споменавме учесниците 200 оваа година, почнавте со 150 2022 и со некаде околу 2000 посетители. Минатата година 3000. Она што ме интересира, покрај тоа што бројот расте, има интерес за фестивалот, што е многу добро. Кој тип на публика ги интересира овие настани? Значи, како што кажа Јан пред малце, ние имаме и две изложби, он не спомна, значи имаме и од реномирани уметници и помлади уметници, имаме едукативен дел со презентации, имаме балет, 2 балети поточно имаме, борички вештини, имаме доста учесници од нив. Исто имаме диџеј, мислам, он е наш музичар кој што прави музика што е амбиентална и за јапонска издавачка куќа има издадено. Имаме 3 концерти со наши музичари, кои што ќе се представат двајца со нови албуми. Така да, според самата програма, ние имаме различна публика. Имаме исто работилници, например, една јапонка што живее тука, ќе направи 2 работилници. Едната е фурошики, ова што збориме за тоа одржливоста, практично, како они, например, завиткуваат работи и користат едни марами, платна, за да завиткаат различни предмети, шишиња, да направат торба од тоа, така да имаме од најстари до најмлади. Што е добро. Да, бидејќи имаме нели продажба на и базар, имаме цел продажба на манга, ќе збориме и за аниме, така. Ќе биде нашата камера таму и секако се ќе регистрираме. Растутија еднината е мотото на фестивалот оваа година, но за да ја растутиме еднината мора да започнеме од моментот во кој што живееме. Што во моментов можеме како позитивен пример да пресликаме од јапонската култура и живење во денешното наше? Па, според нас, мислам дека една од најважните ствари кои што може да ги искористиме, едносно да ги присвоиме од јапонската култура е нивната почит, бидејќи колку повеќе се почитуваме ние помеѓу себе, ќе почнеме да ја почитуваме и природата. И со ова ќе започнеме се повеќе да го напредуваме и нашето општество и нашата култура и може да покажеме дека не е само Јапонија една далечна земја што е многу успешна, туку и дека и ние може да бидеме исто така успешни како што се и они. Пред крајот никаде, од каде вашава фасцинација од Јапонија? Па, јас, например, искрено, што како дете гледав една документарка. Прво секогаш сум сакала научна фантастика, така да они која гледав документарката за тоа како живеат таму и како, например, имаат различни религии кои што во зависност од што така се користат, значи не се религиозни, но може да инкорпорираат добрите страни од се, и од модерното, и од она што е традиционалното, и се фасцинирав. И тогаш ми беше како вие живеат луѓе во сегашноста, ние сме само во минатото. Така да сакаме да стигнеме и ние во ова време што треба да го живееме. Сакаме, ја. Да. Вие? Јас уште од мал започнав да гледам тие аниме и манга што се да ги читам и пред таму ми започна таа љубов кон Јапонија и се пополека колку повеќе дознавав нови ствари за нивната култура, се поврзував со неа и потоа кога ја видов модата и кога ја слушнав музиката, они кои што ја прават, како нов свет да ме беше. Се надевам почесто ќе имаме вакви убави настани, за да можеме и некаков позитивен пример, барем еден да пресликаме во нашето живење. Една работа што сакам да кажам, дека годинава 30 годишнината од јапонското... дипломатските односи, тоа треба да спомнеме. И тоа е многу важно да се спомене. Ние секако го следиме настанот и ќе имаме информација и во утринската програма. Благодарам многу за Благодариме гостувањето на утро.